Добар ден, вести на МН телевизија во 16:30. Јас сум Лаура Стојанова, а ова се настаните на денот. По смртта на 41-годишната жена во клиничката болница во Штип, алармот вклучен. Ќе добие ли нејзината ќерка одговор на прашањата упатени до надлежните? Источниот туристички бисер Берово го гушат диви депонии. Несовесноста на граѓаните резултира со грда слика и отпад на секаде. Надлежните со апел да се подигне совесноста. Полните контејнери ги загрижуваат жителите на населба Караорман, па бараат поголема ажурност од надлежните. Одговорните пак со изјава дека работата си ја вршат навремено. Паркинг услугата продолжува да представува проблем за штипјани. Бројот на паркинг места е задоволителен, но луѓето се паркираат и на тротоарите. Од денеска за прв пат започнува музичкиот фестивал со надпреварувачки карактер во Штип, под покровителство на Средното музичко училиште Сергеј Михајлов Штип. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме назад во студиото да видиме што сработија новинарите на МН телевизија. Проблемот со недоволниот број на ученици во стручните паралелки во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево и понатаму продолжува. Затоа бизнис секторот во Делчево одлучи да ја зголеми заинтересираноста на средношколците за запишување во стручните паралелки. Со стартот на новата учебна година продолжува проблемот со намалениот број на ученици во стручното образование во Делчевската гимназија Методи Митевски Брицо. Како што информираше директорот на гимназијата Љупчо Прачковски, иако училиштето се труди на сите начини да се зголеми бројот на ученици, сепак нивниот број и годинава стагнира. Но имаме проблем кој што за жал и општината и средината мора малку повеќе да се забележи, а тоа е бројот на ученици кои ќе се појавуваат во стручните паралелки. Од година во година во континуитет ние се трудиме на сите начини да го зголемиме тој број на ученици, но за жал тој број или стагнира или останува на исто место, така да таа бројка е тука негде отприлика еден клас во којто се негде 12 до 14 ученика, мешовите паралелки во којшто има по 7-8 текстилна паралелка ученика и 7-8 прехранена. За подобрување на состојбата, како што додава директорот на Делчевската гимназија, и годинава во разговор со делчевските стопанственици се креира стратегија за мотивирање на учениците преку овозможување 4-годишни стипендии. Ние разговарахме со бизнисмените, разговарахме со сите оние органи кои што се задолжени да помогнат во тој правец, да се стипендираат и мотивираат овие ученици. Оваа година исто така разговарахме со сите овие фактори, но сепак на некој начин мора и самата наша средина, а и општеството да помогне да се вклучи што е можно поголем број на наши млади луѓе кои што во директно во производството би биле везени, а тоа е да им се овозможи бар одредено стипендирање во временски период од 4 години. Еве сега оваа година ни следува нова програма по тие стручни паралелки, каде што повише ќе се ориентираат кон практично дел на работата. Колку ќе се успее, ќе покаже времето. Благодарејќи на соработката со раководните лица во делчевските деветолетки од гимназијата во Делчево изразија надеж дека во иднина ќе се зголемува бројот на ученици. Не само во гимназиските паралелки, туку и во стручното образование, каде за сега состојбата е статус кво. По смртта на 41-годишната жена во клиничката болница во Штип, алармот вклучен. Ќе добие ли нејзината ќерка одговор на прашањата упатени до надлежните? И сега одјава. После објавата на девојката за смртта на нејзината 41 годишна мајка, на која е било потребно кислород, а како што вели нејзината ќерка не е било дадено, се вклучи црвениот аларм за работата во здравството. Денеска во клиничката болница во Штип се изврши вонреден инспекциски надзор, а целосен извештај за начинот на третман на пациентката побаре директорот на клиничката болница Штип доктор Ален Ѓоргиев.
Се помиривме со сето тоа, судбина. Тие направиле се што можеле, толку можеле и на телефон да ни кренат за информација. Додека не го зедов телефонот на мајка ми кој ни го вратија за да прочитам јас сите утешни зборови што ја ги пишав неизе, но таа не била во состојба да ги прочита и не ги видов сите неизини неуспешни обиди да го добие дежурниот медицински персонал на истиот број на кој се јавуваат луѓе од цела држава за да добијат информации за своите најблиски. После нашиот последен нормален разговор на 12.11.2020 во 18.46 мајка ми се обидувала да добие помош кај истите тие сестри и доктори со 10 повици, секако неуспешни, од 2023 до 2029. И не само тоа. Овде се и две молби за шанса за живот со две пораки, од кои едната гласи "Ова итно јави ми се", што била испратена како брза автоматска порака после неуспешен обид да ги добие преку повик. И уште една порака, боца кислород треба горе во четворка. Порака испратена со кој знае колку мака и немоќност. Стоеше во изјавата на Facebook профилот на Михаела. Во барањето за објаснување на случајот од клиничката болница од Штип, добивме изјава дека, поради тоа што во моментот има вонреден инспекциски надзор од ДСЗИ, како и дадено задолжување на Комисијата за контрола на здравствени и етички прашања при клиничката болница Штип, да го иследи случајот и да поднесе писмен извештај, сметаме дека во моментот е коректно да ги почекаме извештаите. По добивање на истите ќе имаме појасна слика за случајот и дали имало евентуални пропусти. Со објавата на Михаела која ги преплави сите социјални мрежи, се бара начин да се спречи нечiji живот, за да не се случи истото на некоја друга нечија мајка, сестра, нечiji татко или дедо, стои во незината Facebook изјава. Полните контејнери ги загрижуваат жителите на населба Караорман, па бараат поголема ажурност од надлежните. Одговорните пак со изјава дека работата си ја завршуваат навремено. Тие главните да му наредат да работи, да му дават платичка колку толку. Многу пати има. Ние чекаме. Они тоа, ние сме се градска населба на Штип. Да. И затоа ние требаше да идеме под градо, ние останаваме под градо да си живееме. Ама малку баш не обрнуваат внимание како населба, да не одржуваат на чистот, те тротоари да си имаме. Ама малку треба да се води сметка за сите граѓани, како ние сме населба. Те се арно си викаш, глед, ова не е убаво, ја во школото е тук. Од комуналното предпријатие кое е задолжено и треба да ја врши оваа дејност, кажаа дека во овој реон се поминува секој четврток или пак петок за да се транспортира отпадот до депонијата. Проблемот во Караорман е тоа што контејнерите кои се на патот се злоупотребуваат од викендиците кои се наоѓаат на Плачковица. Значи целото ѓубро од Плачковица кој се шимнува преку луѓето кои имаат викендички ги фрлат ѓуброто овој контејнери кои се на патот, него не во контејнерите, до контејнерите. И тука настанува значи збрката дека ние не изгибруваме, ние изгибруваме секоја недела. Од јавното предпријатие и се работат на тоа да секоја кој ќе во населбата добијат своја канта, со што ќе се намали количеството на отпад во контејнерите кои што се наоѓаат покрај патот, а викендашите симнувајќи се од Плачковица, ќе нема да мораат да ги оставаат покрај нив. Паркинг услугата продолжува да представува проблем за штипјани. Бројот на паркинг места е задоволителен, но луѓето и понатаму паркираат и на тротоарите. Услугата со паркинг просторот представува огромен проблем за граѓаните на општина Штип. Обележани паркинг места генерално има, но и несовесни возачи кои своите автомобили ги оставаат на места кои што не се за таа намена. Тротоарите аменуваат својата нормална функција, бидејќи наместо пешаци почесто може да се забележат автомобили. Нередот и гужвата создаваат дополнителен стрес, како кај возачите, така и за останатите учесници во сообраќајот, вклучувајќи ги и пешаците. Паркинг места зборам во централното подрачје на град Штип никогаш доволно, меѓутоа еве со градбата на новата платформа јас се надевам дека и состојбата со паркинзи ќе биде далеку подобро него ли што е сега. Со апел до граѓаните се обрати директорот на јавното предпријатие Стипион Протогеров, кој претпорачува да се паркира на места обележени за таа намена и да се плати билет со цел да не се интервенира со блокатори од нивна или од страна на полицијата. Бројот на паркинг места во градското подрачје на општина Штип неофицијално е околу 750. Со тоа што се работи на нова
паркинг платформа, па се очекува бројот од задоволителен моментално да помине во многу добар. Во град Штип речиси сите паркинг места се наплаќаат, а неправилното паркирање на необележан паркинг простор се санкционира. Граѓаните можат да платат на два начина, и тоа со купување на билет кој чини 20 денари и има означено видливи места од каде што може да се купи истиот, или со SMS порака. Ненаплаќањето на паркинг услугата се казнува со блокатор, за чие отстранување се наплаќаат 700 денари. Источниот туристички бисер Берово го гушат диви депонии. Несовесноста на граѓаните резултира со грда слика и отпад на сите страни. Надлежните со апел да се подигне совесноста. Стари кревети, пластика, комунален и секаков вид на отпад се секојдневна слика на дивите депонии создадени од граѓаните во периферните делови на туристичкиот бисер на исток од Берово. Ѓубре се фрла на секаде, покрај локални патишта, реки, селски атари, а несовесноста на беровчани затрупа со шути повеќе локации во прекрасните шумски предели. Поголем дел од беровчани се самокритични, вината ја префрлаат на себе, но одговорност гледаат во општинските власти од кои бараат поголема ангажираност и казнивост кон несовесните граѓани. Дивите депонии во Малешевијата се многу распространети и тоа ич не е убаво, не ме бендисува ни најмалку. Нема контрола, кој каде фрла, што прави. Горе над кај монасите, така нареченото наше Јуловец, има една депонија за градежен отпад, ама како што гледам секојдневно, се изфрла се и свашта. Значи не е само градежен отпад. Тоа треба властите да си преземат поголема контрола. Знам дека нешто се трудат, ама не е тоа. Треба многу активно и треба тоа да биде главна тема. Како и за кучињата скитници гледам актуелно е многу истата тема. Значи тоа не е работа што се врши преку ноќ. Затоа треба многу појак активизам и многу повеќе луѓе да бидат вклучени, бидејќи сепак здравјето ни зависи од тоа. Секако пред се главен фактор е човекот и нашата голема несовесност што во моментот ја имаме општо земено за сите тука што живееме, не само тука на територија на цела држава, бидејќи сите сме заслужени за тоа. Сепак треба и луѓето малце да преземат одговорности, да пазат што прават, каде фрлаат, што фрлаат. Ама за тоа да биде успешно треба и помош многу од властите. Треба да идат на терени и треба да си ја вршат работата како што треба, а не само на хартија. Треба да се преземе поголема акција, поголема одговорност и казни. Само така може да се научи еден народ на култура. А тука ја нема. Депонии има диви, направени. Това не чини, ама толку сме цивилизирани народ. Това е се до народ. Това е страшна работа за това. За това треба се казни. Това треба некој да преземе мерки или да се слика на лице место и да го казни. Депонии има најмалку 3-4. Најмалку 3-4 тоа по брицата. Това не дай Боже да се запали, ојде сетва на гор. Депонии на секаде, шумите ги секохме и направихме депонии наместо за шеталишча за здравјето на луѓе депонии. Решението според вас дека го гледате? Решението крив сме ние, цел народ. Значи, решението треба секој да си води сметка за џубрето. Нема проблем. И сечат, не чистат, фрлаат, свашта. Излети се дешава, џубрето го фрлаат. Кој дека стигне. Мора да се очистат тие шуми. Диво депонии има пат препан. Сега горе шумата може дека е мале. Има што да видиш. На депонијата за градежен отпад, која се наоѓа на местноста Јувец, ситуацијата е алармантна, бидејќи освен градежен шут, тука се фрла се што ќе се најде. Градоначалникот Звонко Пекевски вели дека годинава депонијата за градежен отпад неколку пати е исчистена, но сепак граѓаните и понатаму продолжуваат да фрлаат секаков отпад на дадената локација. Тој истакна дека во наредниот период неколку депонии ќе бидат исчистени и дека со одредени усогласување на Законот за јавна чистота и Законот за прекршоци, комуналните инспектори и редари ќе можат да казнуваат. Годинава депонијата за граден шут од наша страна исчистена 4 пати. 2 пати со потешка механизација и 2 пати со онаа механизација за која располага јавното комунално предпријатие. Утро беше директорот, поразговаравме за дел од депониите. Бидејќи истите мора се исчистат со помош на механизација, не може таму со човечка рака, значи тоа е натрупана поголема количина на отпад комунален, како што рековте, градежен, пет амбалажи и така натаму.
Се надевам дека во престимов период, значи од понеделникот натака, во соработка со јавното комунално предпријатие ќе почнеме една по една дел од тие депонии да ги исчистиме. Би апелирал до граѓаните да исклучиво, земајќи го Берово како туристичко место, најбитно за нас да промовираме покрај сите други убавени кои ги нуди Берово, да преферираме и да поддржуваме јавна чистота. Големено ниво на јавна чистота која ќе предизвика да туристите првиот впечаток кога ќе дојдат во градот биде јавната чистота. Ценам дека во градот чистотата е на едно задоволително ниво. Редовно се одржуваат и мислам дека граѓаните го имаат тој впечаток и подолго време, и самите туристи кои престојуваат во Берово. Меѓутоа го делам мислењето со вас дека надвор од градот има диви депонии создадени од несовесни граѓани кои предлагам за почеток да ги исчистиме, а потоа да превенираме истите да можат да останат во таква исчистена состојба, за да не бидат повторно мета на некои идни несовесни граѓани, да на истите места повторно трупаат ѓубри и одреден отпад кој реално создава грстика со самата околина, а и секако за општина Берово. Сакам да споделам со вас дека вчера на седница на влада на Република Северна Македонија веќе се преземени одредени мерки во законот за јавна чистота, за да може да биде согласен со законот за прекршоци, за да може да самите комунални инспектори редари кои излегуваат на терен да истовремено можат и да казнуваат. До сега одевме само со одредени опомени и мал дел од она што дозволува законот да биде во делот на изрекување санкции кон несовестните граѓани. Директорот на јавното комунално предпријатие Услуга вели дека и покрај организираното собирање на отпад во сите населени места во Берово, населението и понатаму неодговорно фрла отпад каде што ќе најде. Проблемни се дивите депонии во околината на градот и селата. Пред околу една недела организиравме акција за собирање на градинарски отпад, но граѓаните многу малку се вклучија кон тоа. Во следниот период исто така ќе има акција од комуналното предпријатие за собирање на кабаст отпад. Постојано апелираме до граѓаните да не го фрлаат ѓубрето кај што ќе им текне и постојано мапираме диви депонии кои најскоро ќе бидат исчистени. Меѓутоа, за жал морам да констатирам дека и покрај сите обиди што ги прави јавното предпријатие, се соочуваме со огромни количества смет, направени од несовесните граѓани кои несоодветно го одлагаат сметот. Изјави Рунтевски. Беровчани сакаат да живеат во чист и уреден град. Свесни се дека се однесуваат неодговорно и несовесно кон комуналната хигиена. Согласни се дека никој не може да исчисти толку колку што тие можат да расфрлат смет и отпад, но воедно се согласни дека комуналните инспектори треба да казнуваат за да проработи свеста кај сите за поубаво и почисто Берово. Од денеска за прв пат започнува музичкиот фестивал со надпреварувачки карактер во Штип, под покровителство на Средното музичко училиште Сергеј Михајлов од Штип. Денес до 20 ноември за прв пат започнува меѓународен фестивал со надпреварувачки карактер на млади музичари под раководство на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов. Од организација на нашето училиште Сергеј Михајлов и самиот надпревар се вика Сергеј Михајлов за прв пат се одржува во Штип, што и ние како училиште и самиот град го заслужува да го имаме во овој регион. Имаме повеќе дисциплини, од кои покрај класичниот дел, во кој настапуваат дувачките инструменти, жични инструменти, пијано класата, имаме и оддел на поп и џаз пеење, кој што е доста интересен и доста кандидати пријавени од, еве да кажам, поголемите генерации, не оние на факултет, туку и од постарите генерации. Надпреварот се одржува на две локации, во нашето училиште и во Домот на млади. За жал, поради ситуацијата со COVID-19, гостите од соседните држави нема да присуствуваат. Овој фестивал е на надпреварувачки карактер. Учесниците ќе бидат наградени, а вкупниот број ни го открива директорот Горан Кавраков. Имаме пријавено околу 200 учесника само од нашата држава, зашто се одземени они од меѓународните школи, задоволни за прв пат што на овој надпревар има толку учесника. Ќе потенцирам повторно дека новата дисциплина, не е нова дисциплина, меѓутоа нова дисциплина од надпреварувачки карактер е поп и џаз. Дисциплината која што доста млади музичари кои имат завршено џаз академија, еве и поп академијата во Скопје, значи се пријавени, ќе имаат можност со цели бендови да настапат токму во Дом на млади, каде што условите се подобри. Награди има и ќе има за сите учесници, нормално, составени има комисија од професионални кадри и тоа не само од Штип, имаме комисија од Скопје, имаме комисија од Кавадарци, од Велес, наши колеги. Ќе повторам комисијата која беше планирана од
соседните држави не може да биде присутна, оправдано. Да се надеваме дека се ќе биде во ред наредните 4-5 дена, трае целиот фестивал, целиот надпревар, со што во петок има и завршен концерт на најдобрите, најдобро рангираните ученици. Може би ќе имаме и лауреат, не знаеме, зашто ќе бидете навремено известени. Очекувањата се со надеж дека се ќе помине во најдобар ред. Според протоколите за здравство за заштита од COVID-19, мерките се почитуваат. Се очекува успешен надпревар кој ќе премине во традиција, бидејќи Штип го заслужува тоа, вели Кавраков. Од денеска започна неделата за заштита на стари лица под покровителство на Црвениот крст на национално ниво. Под мотото "Сите сме нивни деца" ќе им се нуди бесплатна помош на старите лица за извршување на основните обврски. Од денеска започна неделата за грижа на стари лица под покровителство на Црвен крст на национално ниво. Оваа недела која се одржува од 16 до 22 ноември по 8 часа дневно им нуди можност на старите лица од дома да ги извршуваат нивните секојдневни обврски. Мобилниот тим на Црвениот крст им помага на лицата на кои тоа им е најпотребно за плаќање на сметки, набавување на потребни намирници или подигање на лекови од кај нивните матични, со цел да се намали гужвата и да се спречи ширењето на коронавирусот. Така, значи всушност ова е бесплатна комунитарна услуга за набавка и достава на храна, како што казах, хигиенски лекови, хигиена лекови за потребите и за моштени лица, каде што самите граѓани издвојуваат финансиски средства за за самите намирници кои сака да им бидат набавени. Значи, всушност, ние ги имаме овие мобилни тимови кои функционираат уште од самиот почеток на ковид кризата во нашата држава. Секој ноември, тоест секоја година, третата недела од ноември е посветена на грижата за стари лица, со тоа што годинава акцентот е ставен на корона пандемијата, помошта и заштитата од истата. Неделата за грижа на стари лица под мотото "Сите сме нивни деца" опфаќа 15 општини на ниво на државата. Ви благодарам што бевте дел од Дневникот во 16:30. Следното издание на вестите е во 20 часот. Останете со телевизијата на М-нет.